Македонија е уморна од криминал, декаденција и корупција, од политичари кои се грижат само за своите паричници. Уморна е Македонија од крпен живот, од живот на вересија и рати. Доста е. Државата ќе ни даде нам кога ние ќе направиме нешто за нашата Македонија. Гарантираме 14.835 проекти кои ќе направат од Македонија успешна приказна. Лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски, кој изборната кампања за седмите поред локални избори традиционално ја почна од Охрид, рече дека ова се само навидум локални избори, но ако се погледне подлабоко, се нешто повеќе од тоа. Од нив зависат многу работи, сите поврзани со иднината на Македонија. Но овие избори или ќе продолжи државата да функционира на ваков начин и ќе бидеме сведоци на уште продлабочена корупција, хаос, нефункционирање на системот, отсуство на одговорност, немање правда, социјални и економски проблеми, стагнација на државата, пропагање или ќе создадеме нова иднина. Прашањето на кое сите ние треба да си одговориме на овие избори е дали сме подготвени да им подариме уште нови 4 години на истите луѓе кои веќе брутално два пати ги изневерија очекувањата. Него држа зборот, дава лажни ветувања и потонаа опиени во својата моќ и ароганција, во корупција, играјки си со вашите животи. Дали во следните години Зоран Заев треба да има повторно апсолутна моќ? Ветува раст на економијата, ветува странски инвестиции, а од инвестиции само марихуаната на Заев ја видовме, рече Мицкоски. 36 годишниот кандидат за градоначалник доктор Кирил Пецаков пак, меѓу другото, им вети на своите сограѓани максимално вложување и борба со создавање нови дивогради и дивење во урбанизмот. Не сме веќе зеленилото да се заменува со бетон. Нови паркови, нови велосипедски патеки, пристапни влезови, зелен и хуман град. Зголемување на зеленилото и зелените појаси и подигнување на еколошката свест. Сето тоа со нов парк и проширување на зелената зона на потегот од споменикот на Ден Долар до каналот Студенчишта, велосипедска патека од Охрид до Светинаум. На крајот лидерот на ВМРО ДПМН им се обрати и на албанците, велејќи дека Зоран Заев кон нив се однесува како и кон македонците и мисли дека може да ве поседува кога тој заедно со Ахмети ќе одлучат за тоа. Време е Македонија да ги надрасне поделбите и да ги сруши зидовите, порача од Охрид лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски.